Сабота се игра надпреварите од 12-тото коло на втората лига, која носи два дерби надпревари на две екипи од горниот дел на табелата и на две екипи кои претендираат за влез во првата лига. На градскиот стадион во Штип се игра дербиот на истокот меѓу Брегалница и Беласица. Струмичани ќе бараат триумф во Штип по речиси 5 години, бидејќи последна во Штип екипата на Беласица славеше на 21 октомври 2020 година со минимални 0-1 во мечот Купот на Македонија. Сините на Владко Костов не се поразни во досегашниот тек од сезоната, а во Штип бодови успеа да соберат само Кожув и Детонит Плачковица, две екипи кои одиграа 0 против Брегалница во Штип. Беласица доаѓа со неколку предизвици да го продолжи победничкиот ритм кој го воспостави после трите порази и тренерската смена, а тимот на Панче Стојанов сака да биде првиот кој ќе ја совлада Брегалница. Но против штипскиот тим ќе биде тешко. Градскиот стадион во Штип важи за тежок терен каде тешко се бележат победи, а од друга страна со поддршка од публиката и верната фаланга Костов ќе бара нова победа против Беласица. Ова ќе биде соочување на второпласираната и петопласираната екипа на табелата. На Белеен извор се игра второто дерби меѓу Охрид и Скопје, исто така дерби на две екипи кои претендираат за влез во прва лига. Охрид е во победничка форма и на домашен терен ќе бара осмославие против Скопје, кој исто така се надева на добра игра која ќе му донесе осмославие. Овој меч е важен за двете екипи и сигурно дека може да направи промена на табелата. Охрид е трет со 24 бодови, а пак Скопје четврти со 23 бодови. Победа за рибарите ќе значи прогрес во второто место ако Брегалница загуби, а пак победа за пиратите ќе значи сигурно трето место и може да се доближи до Брегалница ако загуби. Од друга страна Брегалница со триумф над Беласица може да биде нов лидер на табелата ако Шкендија Рачиново загуби на гостувањето кај Вардар Неготино со реми на тимот од Рачиново, а триумф на Брегалница, двете екипи ќе се изравнат на врвот од табелата како што беше до 10-тото коло. Беласица со триумф би имала 25 бодови, може да дојде до третото место ако на Белеен извори нема победник, бидејќи Охрид ќе има исто така 25 бодови, а пак Скопје би имал 24. Ако Беласица дојде до 3 бодови во Штип, а при тоа бодовите останат во Охрид, тогаш Струмичани ќе може до четвртото место, бидејќи Охрид ќе го задржи третото место, а може да биде на дела на второто место. Има многу комбинации математики, а најмногу може да доби лидерот Шкендија Рачиново, ако триумфира над Вардар Неготино, што е за очекување со оглед на преголемата разлика во квалитет. Тогаш тимот на Љупче Марковски Калцке се надева на киксови на конкурентите, евентуално на реми на двата меча или триумф на Беласица, а реми на Белеен извори ќе биде голема предност за тимот од Рачиново, кој би бил силно мотивиран во 13-тото коло кога дома ќе игра дерби со Брегалници, така Шкендија ќе оди чекор напред кон тоа да биде есенски шампион во втората лига. Надпреварот меѓу Брегалници и Беласица ќе може да го следите во живо на МН телевизија сабота од 13 часот.